Злоупотребите на клиниката за онкологија продолжиле и по грозоморниот скандал која шокираше јавноста за начинот како поединци се богателе од борбата за живот на пациентите. ВМРО ДПМН најавува нови сведоштва и документи кои ги добиле од свиркач и кои сега партијата ги истражува, а се однесуваат за 2023 година. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски вели дека сите податоци кои стигнале до нив ги анализираат и истражуваат детално, пошто ќе објават во јавност за што се работи. Ако тоа се потврди за точно, тогаш наистина можам да кажам дека имаме работа со монструми, не со луѓе, кои што и покрај ова што се случува, и покрај епскиот скандал, тие повторно продолжуваат со злоупотреби кои што имаат нечовечки размери. И ние планираме со ова да излеземе во јавност, доколку ова што го достави свиркачот се потврди како точно, и имаме намера да му отвориме на обвинителството сериозна работа. Додека опозицијскиот лидер најавува можна кривична пријава во собранието, анкетната комисија продолжува да бара политичка одговорност. Клиниката за онкологија е во агонија и средствата се ограничени, а бројот на пациенти е во постојан пораст, сведочеше актуелната медицинска директорка. Виолета Клисаровска призна дека е лоша состојбата на онколошката клиника и побара обвинителството да ја заврши истрагата, иако констатира вина да ги каже виновниците со име и презиме. Пратеникот од ВМРО ДПМН Антонио Милошовски обвини дека на клиниката има директор во сенка кој што работи во интерес на веледрогеријата, која се однесува како монопол и добива над 70% од буџетот за лекови на онкологија. Значи, господјата доктор Снежана Смичкова е директорот во сенка на клиниката за онкологија во изминативе 6, 7 или 8 години. Господјата доктор Снежана Смичкова е акционерот на семејството на собственикот на веледрогерија Пановски, која што е внатре и одлучува од внатре колку профит или колку повеќе профит оваа веледрогерија ќе добие. Веледрогеријата Пановски учествувала со 42% застапеност во набавките, но овие прескапи лекови, и нормално е во цел свет се скапи, но кога имате монопол, тие стануваат двојно поскапи. Со ставот на Милошовски дека треба да има повеќе добавувачи на лекови за онкологија се согласи и директорката Клисаровска. Конкуренцијата која што треба да се постигне би била од директна корист за клиниката. Секогаш кога има поголема конкуренција се добиваат можеби и пониски цени, нели се очекува и намалување на цената, што за нас на вистина многу значи, кога буквално секојдневно сме во трка за лек повеќе. Зоран Коцевски од ВМРО ДПМН ја праша Клисаровска дали е во ред екс-директорот на клиниката Нино Васев, за кој постојат сомнежи дека бил дел од чемата за препродажба на лекови, да биде дел од стручниот конзилиум на онкологија. Директорката ја прифати забелешката од пратеникот и за морална одговорност рече да ја прашаат кога ќе заврши истрагата.